Почитувани граѓани, почитувани новинари. 2,5 години Христијан Мицкоски зборува единствено за ново парламентарно мнозинство и за предвремени избори. Ништо друго. Нема идеја, нема став, нема предлог, нема никакво решение. Во целосно заложништво на Димитар Апасиев и Левица. Денеска, почитувани, директно со изјави на Мицкоски ќе покажеме како 2 години Мицкоски ги лажеше граѓаните, ги лажеше членовите на својата партија, ја лажеше целата јавност. Уште во 2021 година Мицкоски најавуваше предвремени избори. Да чуеме. 2022 година се очекувам предвремени парламентарни избори. Почитувани, барањето за предвремени парламентарни избори беше единствениот начин на действување на Христијан Мицкоски. Дури и собранието беше блокирано среде криза, само за да направи некаква штета, да се предизвика некаква криза и да се издействуваат избори. Да слушнеме. Мислам дека оваа година ќе се најдат 61 пратеник кои што ќе го распушта тој парламент, ќе одиме на предвремени парламентарни избори. Почитувани, поминаа повеќе од 2 години. Се што Мицкоски кажа, на крајот излезе обратно. Тоа го прави феномен на политичката сцена. Еве доказ. За нас прифатливо е да има брзи предвремени парламентарни избори на 14 мај и 21 мај. И кон крајот на јануари месец, најдесно почетокот на февруари, ќе изгласаме распуштање на парламентот, средината на февруари формирање на техничка влада и избори таму некаде втората половина на мај. Но тука, почитувани, не завршува конфузијата на Мицкоски. Откако 2,5 години ја тормозеше јавноста со барање за предвремени избори, сега откако сите негови лаги потонаа, Мицкоски вели дека никогаш не кажал дека ќе има предвремени парламентарни избори. И сега тие знаете што сакаат тука да ги растураат пердуите, па да речат еве Мицкоски кажа, а нешто кажал, ќе има предвремени избори, па на тој начин да ме деволвираат мене. Ова, почитувани, е типично однесување на ликови како Мицкоски, кои своето политичко действување го темелат на лаги, на шпекулации, на манипулации кон граѓаните. Мицкоски постојано покажува и докажува дека е слаб, покажува и докажува дека е без став и политички компас. Нему, почитувани, единствено му е битно да се докаже пред Димитар Апасиев и Левица чиј заложник е. Почитувани граѓани, ова е Христијан Мицкоски, човек на кого не може да му се верува. Ви благодарам.